Само задоволство. Това е било. Почитувани гости, добро вечер и добредошли во книжарницата Литература.мк Суперстор во Трговскиот центар за Скопје Сити Мол. Јас сум Татјана Миковска-Атанасова, уредник во издавачката куќа Арс Мамина, а овој настан што ќе го проследиме вечерва е втор во низата настави што се случуваат во рамките на Денови на литературата, кој започна вчера, ќе траат во период од 2 недели. Фокусот на овие настани е на македонската литература од домашни автори. Најчесто нели оние што го разбираме под поимот фикција, меѓутоа ја искористивме можноста да се посветиме на малку поинакви книги. Денешниот настан кој што ќе го следите е насловен како книгите кои служба на менталното здравје. Никогаш не е доволно да се зборува за менталното здравје и затоа вечерва гостини се луѓе кои што се компетентни, кои што се занимаваат со оваа проблематика или пак луѓе кои што се соочило со проблеми во контекст на менталното здравје. Но пред се тоа се автори на Арс Мамина кои што имаат издадено неколку книги, кои што се домашни бестселери, кои што се апсолутно најпродавани во жанрот од оваа проблематика од домашни автори. Станува збор за Кристина Стефановска, Билјана Велковска и Мартин Јовановски, како што видовте, како што беше најавено на настанот. Ќе поразговараме на тема ментално здравје, меѓутоа ќе стартуваме со оние најмалите. Луѓето кои што се компетентни во областта на психологијата велат дека проблемите со менталното здравје настануваат на најрана возраст, дури на онаа возраст кога ние возрастните сметаме дека ништо не разбираат. Ќе дознаете подоцна дека и тоа како разбираат, чувствуваат и тоа подоцна нели се проектира во несоодветно однесување, неможност изразување на емоциите и разни психолошки состојби. На тема децата и менталното здравје ќе поразговараме со Кристина Стефановска, потоа ќе поразговараме за тоа дали емоциите можат да нараствалат со Билјана Велковска и на крај ќе поразговараме за личната борба со анксиозноста, депресијата и хроничните нападки со Мартин Јовановски. Сигурно многу добро ви е позната неговата книга Зошто јас. Пред се да им посакам добри ден на моите гости, задоволство ми е што ги гледам во овој состав. Се надам дека ќе имаме убава дискусија која што ќе ви биде корисна на сите кои што имате или пак сте се бореле со нека состојба. На почетокот кој зборува за психолошките прирачници кои што се дела на Кристина Стефановска. Кога мешко се лути, кога ушко се плачи, кога сончка е срекна и кога ретко е тажен, се 4 психолошки прирачници за деца од авторката и психолог Кристина Стефановска што ги издаде Арс Мамина. Целта на овие издание е да им помогнат на децата да ги препознаат 4 доминантни емоции кај себе и другите, да научат да се справуваат со нив и да ги канализираат на креативен начин. Книгите инаку се дел од едицијата Железница на чувството. За почеток Кристина би сакала да потенцирам дека оваа дискусија, како што споменав на почетокот, ја посветуваме на менталното здравје и ја започнуваме со најмалите. Зошто е битно децата да ги препознаат емоциите, да се справат со нив и на кој начин овие прирачници им помагаат во тоа. И секако обратното логично прашање, што доколку не се препознаат емоциите, децата не се справат со нив. Добро вечер и од мене, за сите присутни. Ти благодарам Татјана за представувањето. Многу ми е драго што некако Арс Мамина отвори една толку значајна тема, за која што ја сподели присуства дека не се зборуваше некое време во медиумскиот простор за поврзаноста на книгата и менталното здравје и како таа обработува теми од менталното здравје. Често некако секогаш се зборувам од позиција на дете, бидејќи тоа е мојата експертиза во детската психологија. И можеби делот, односно прирачниците, сведочат за тоа дека книгата, приказната, може да има исцелувачка моќ врз одредени психолошки состојби кај децата. Овие 4 прирачници бројат 25
психотерапевски приказни, односно психоедукативни приказни. Зошто ги велиме прирачници? Затоа што после секоја приказна имате вежби, кои што всушност како компакт го прават нешто како прирач. Меѓутоа, главен акцент е самата терапевска бајка, бидејќи во тие 25 приказни среќаваме секојдневни случувања, доживувања, тешкоти и проблеми со кои што може да се соочи едно дете. Тоа се стравови од неуспех, училишна анксиозност, загуба, тоа се стравови од тоа да се биде осамен, да друштвото, односно општеството не ме прифати онаков каков што сум. Буквално сите предизвици што едно дете може да ги има во растењето се обидовме да ги создадеме, да ги представиме во овие прирачници како почет на некоја, си да речеме, емоционална оска во делот на тоа дека тагата, лутината, среќата, исправат се биолошки емоции со кои се раѓани се примарни емоции. Сега, зошто нели е важно сега ова и зошто емоцијата е важна кај тоа дете? Затоа што емоцијата, споменавме биолошката, со таа емоција детето се раѓани. И децата имаат ментално здравје. И тоа ментално здравје на некој начин потребно е да се одржува и да се создава таа навика за таа ментална хигиена. Кога децата доживуваат одредени проблеми, тешкоти или предизвици со кои што се соочуваат, сите тие предизвикуваат одредени психолошки доживувања, психолошка содржина што се создава во таа личност, која што е вредна да се обработи, е вредна да се исцели на некој начин од самото дете, за да тоа не се пренесе во таа психосоматика за која што ти не зборува Илијана. Емоцијата сама по себе е на некој начин енергија и движење. Кога таа ќе се јави во телото, таа бара да се ослободи, што ние учиме всушност детето да ја канализира. Кога детето нема вештини на кој начин да се ослободува од таа емоција. Значи, први мораме да имаме на примерно ниво да ја препознава, па потоа да ја именува, за да може да ја канализира, односно да се ослободи од таа психолошка енергија. Сега, кога таа емоција останува во тоа тело, тогаш таа е неекспресирана, непроговорена и тогаш, како детето расте, телото памети, но и личноста создава одредени интроекции, кои што се последици на тие неизјавени емоции, во смисол дека ако растам со тоа дека слабост е да се плаче, слабост е да се плашам, тогаш развивам погрешни убедувања за себе си, кои што после ми го детерминираат однесувањето. И од тука, важноста на таа ментална хигиена е примарно кај децата, е важноста на негата на таа емоционална интелигенција, прикажувајќи дека не е се розово, дека растењето е тешко и не е се бајковито и сите си живееа среќно до крајот на животот. Затоа се тука тие бајки, некако да покажат дека реалноста може да биде сурова, ама дека постои начин како тоа можам да го надминам, а со тоа всушност да создадам и некој психолошки имунитет во делот на отпорност, во делот на резилиентност, да кога ќе дојдеме во следна фаза од развој, да се носиме со предизвиците, да не предизвиците нас не секој предизвик да нас ободува или на ментален план. Дали сакаш Татјана нешто да додадаме тука или? Да, ќе продолжиме во тој контекст. Ајде. Да, за следното прашање. Да, споменав на прочитава дека фокусот на денешниот настан ќе биде на домашни автори кои што се занимаваат со оваа проблематика, но издавачката куќа Јасмамина во континуитет последниве години интензивно вложува во едиција наречена Здравје и живот, каде што носиме се што е ново во областа на психологијата и невронауката, се со цел да им помогнеме на луѓето читајќи да најдат методи, алатки и стратегии за справување со проблемите со менталното здравје. Една од нив е секако книгата "Што ти се случило" од Опра Винфри и доктор Брус Пери, кој што Брус Пери всушност е реномиран невронаучник и психијатар,
кои практично објаснуваат во книгата, речиси во цело поглавје, како дисфункционалните семејства влијаат врз психоемоционалната состојба на децата. Во тој контекст тие потенцираат дори кога станува збор за многу мали деца на 1, 2 или 3 годишна возраст, за кои расширено верувањето дека ништо не забележуваат, дека ништо не разбираат, тие велат дека децата го разбираат емоционалниот тон на окружувањето и дека тоа создава сериозни последици во нивниот понатамошен живот. Моето прашање за Кристина во тој контекст е како родителите можат да превенираат нетипични манифестации на гнев, лутина, одреден дисбаланс, а подоцна и посериозни последици кај нивните деца. Емоциите се природни и е многу веројатно да ги има. Може би ќе ги има и многу често. Родителот е тој кој што треба први да биде присутен за да овозможи простор, време и начин да детето се поврзе со него и преку пренесување на една вештина која што родителот планира да воспита кај тоа дете, да може да го намали можеби интензитетот на нетипичното однесување. Тоа тргува од најмала возраст, кога родителот е присутен и кога родителот разбрал дека неговото дете не е бебе до 3 години, дека неговиот воспитан процес започнува многу порано од тоа. Штом ќе навршат биолошките потреби, штом детето веќе проодува, прозборува, значи тоа е дете кое го аспирира на дворешниот свет и создава свој внатрешен свет. Кога родителот го перцепира тоа дете, своето дете како едно суштество, кое што има потенцијал за свој личен развој, со свој ментален развој, со свој когнитивен развој, тогаш тој родител ќе го следи поведението на своето дете. А тоа што значи? Ќе рефлектира. Гледам дека се лут, гледам дека ова те прави тажа, гледам дека се плашиш и е горе. Значи, родителот, ако не е присутен, особено физички може да биде присутен, но што поважно е да биде емотивно присутен и поврзан. Ако детето бара, може би да се сврти вниманието кон него со нетипично однесување, со тоа што кога е луто да шкрта по зидовите, да копа по зидовите, да уништува делот, мебелот или во домот. Со тоа ако бара вниманието на родителот, да родителот направи канал на поврзаност. Колку тој канал се одолговлечува, толку нетипичното однесување се зголемува. Значи, освен физичката присутност, која што е примарна, детето многу повеќе бара емоционална присутност. Да ме видиш дека јас ова што го чувствувам е во ред да го чувствувам, дека е човечно, но и да ми помогнеш да најдам начин како можам со ова да се справам. Да се повештавам. Не е добро да сме им над глава на децата. Значи морам да им оставаме свој простор, да ги почитуваме нивните граници, но треба да сме до нив. Ако не сме над нив, тогаш мора да сме до нив. Кој би бил тој кој што би го научил детето на една животна вештина, на една емоционална вештина, на социјална вештина, ако не е родител? Тука ќе се надоврзам и до терапевските бајки. Терапевската, психотерапевската бајка само по себе вина е еден позитивен херој, кој што не е херој во смисол на него ништо лошо не му се случува. Него е херој кој што му се случува сето оно што му се случува и на тоа дете. Но, сепак, случувајќи се и поминувајќи го сето оно кое што го доживува тоа дете у себе, како емоции, како мисла, на крај бара некако пребарување на одговор, бара начин на решавање. Терапевските бајки, да речем по нивната аксиономија, завршуваат со добро. Но не мора тоа да значи дека тоа е среќен крај. Ако станува збор за загуба, таа загуба не можеме ние да поправиме. Но терапевската бајка вика има решение. И тоа е тоа кое што родителот примерно треба да го осознава првен самиот кај себе, за да може да го пренесе кај детето. Треба родителот да има спознаено некои своји личностни елементи, за да може тоа да го пренесе и да нема е страно она што го гледа како манифестација од страна. Повторно ќе се навратам на
невробиологот Пери, кој што во истата книга вели дека кај малото дете кортексот се уште не е потполно развиет, кај децата помали од 3 години невронските мрежи не се доволно созрени за да создаваат, како што се нарекува линеарна наративна меморија. Со други зборови да создадат сеќавање на тоа кој што, кога и како. Меѓутоа, во пониските зони на мозокот, други невронски мрежи ги процесираат нашите најрани доживувања и се менуваат како резултат на нив. Во овие пониски мрежи се создаваат асоциации или сеќавања што има огромно значење и влијание врз тоа како траумата се складираат за чување. И тоа во мозокот на прилично мало дете. Со какви трауматски искуства, Христина, најчесто се среќавате во вашата пракса и комплексно ли е нивното надмирување? Апсолутно, тука ти спомнав загубите како најтежок степен на травматизација. Секој дневни изложености на опасности во смисол на сообраќајни несреќи, елементарни непогоди, земјотреси, пожари, поплави, зборам односно интензитет, се во емоционална запуштеност, која што е исто така травматско искуство. И тоа е тој момент кој што е субтилно, како да кажем, можеме да го видиме во секојдневието, кога некако ви бара некакво внимание или ви покажува, види што направи, ви вели да чекам малце, тоа е сега за подоцна, сега имам јас работа, имам јас приоритети, морам да го завршам ова, морам да го направам ова, чекај, и детето постојано чека. Значи, сакам да кажам дека може би по интензитет ние со полого ќе речеме добро, тоа е некоја најслаб интензитет на травматско искуство. Меѓутоа, не постои скала на мерење, затоа што сека личност е индивидуална и за некома може би елементарна непогода да биде лесно травматско искуство, а за некога емоционалната запуштеност да биде тешко травматско искуство и тоа да дефинира личноста понатаму. Тогаш личноста во своето себство, во своето јас, развива јас не сум вреден, јас не значам, јас не сум важен. И тогаш настапуваат и додатните катастрофизирани мисли, тогаш зошто живеам, тогаш има ли смисла моето постоење. И сето тоа ја деструира личноста и ја води до одредени ментални состојби. Започнавме со децата од најмала возраст, ги добравме немалку по големите, но истражувањата кога станува збор за децата од 12 годишна возраст и оние кои што веќе се во тинеџерски години, се навистина поразителни. Неодамна прочитав податок дека повеќе од половина од децата на 12 годишна возраст во нашата држава се чувствуваат несреќни, немаат ниту голем оптимизам кога станува збор за нивната иднина. И најчесто ова е последица на врсничкото насилство за кое што ние многу пати сме разговарале и во рамките на самата книга и во рамките на разни промоции и вакви трибини. Во издание Нас мамина пред 2 години излезе од печат книгата Која играш од Олга Мурџева-Шкарик, која што се занимава токму со проблемот на врсничкото насилство. Сега, оваа книга има конкретни постапки, идентификување на улогите или на оние кои што се насилници, жртви, или на оние кои што се сирџи, но последиците се катастрофични, затоа што некогаш знаат да се протегаат и потекот на целиот живот, да уништат самодовербата на децата или пак не дај Боже да предизвикаат кај нив суицидни мисли. Што сметате, Христина, дека е клучно во справувањето со овој навистина актуелен и се помасовен проблем? Примерна би требала да биде грижата на родителите кон децата и таа секојдневна размена и пренос на некои социјални норми, на некои морални начала, вредности кои што се потребни во воспитувањето за да се намали тој скор на зачестеност. Потребно е да се засегне целото општество, затоа што тоа е нешто кое што го допира секого, да на некој начин секоја врши својата работа, училишните служби да бидат директно вклучени обсерватори, наблюдувачи,
одредени инструменти, но и попадно обсервирање, да го следат действието што се случува меѓу учениците. Значи, ние имаме толку многу едноставни инструменти, еден таков се вика социограм, училишен социограм, влегуваме во училницата, даваме социограм, ништо дополнително не правиме, собираме податоци и веќе имаме примерна слика. Значи, не може само, иако родителите се примерни, не можеме само да речеме, да, родителите се за себе. Родителите. Тоа е преголем притисок за родителите. Како велат, едно дете го воспитува цело село. Значи, сите што имаат некаква интеракција со тоа дете го воспитуваат. И тоа дете што ќе дојде кај мене на сесија еднаш во месецот, и јас го воспитувам. И тоа дете што доаѓа еднаш во неделата, и јас го воспитувам. Иако еднаш во неделата или во месецот го гледам. Значи, и вујкото, и тетката, и сите што се тука во обкружувањето на некој начин, мора да имаат морална одговорност. Училиштата како социјални единици, во кои што најмногу се случува врсничкото насилство. Таму е действието. И пак, ако е таму действието, не може родителот да прескокне и да интервенира. Значи, потребна е одговорност од кадрите. И не велам дека, иако тие велат дека им фалат, можеби, дополнителни едукации, не мислам дека е тоа проблем. Значи, толку многу имаме достапни информации за се. Алат имаме за се. Спомнавме кога Ушко се плаши. Последната психотерапевтска вајка вика Ушко се плаши од група насилници. Да таа ја спроведемо во едно секој оделение, мислам дека ќе помериме некаква граница. Значи, ангажманот во однос на врсничкото насилство е важен. Ако немаме ангажман, ако немаме одговорност за нешто, нормално дека тројките ќе растат. Ако немаме свесност, ако не се срамиме, ако не доживуваме пораз за некои наши пропусти, тогаш ние немаме морална одговорност за она што го носиме како професија, како е поединец или што и да е, тогаш можеби и тоа не е професија за нас, треба да се преиспитаме. Друго би споменала тука, затоа што гледам дека е многу актуелно кај децата и сајбербулинг. Значи, тоа вклучување во групи, тоа исмеевање, тие или фотомонтажи што се шират со брзина на светлината надвор од училиштето. Значи, тука веќе зборуваме за еден голем сегмент кој што запаѓа еден град, една држава. Да не кажам дека тие може да се јават слики на некои профили кои што се јавни за цел медиумски и социјален простор. Кои што и текако травматично реагираат на личноста кај детето. Во тој дел сакам да речам дека многу е важно да родителите имаат некаква контрола за тоа што се прави во тој интернет простор. Па постојат апликации за следење, што се прегледало, колку време се прегледало. Дали се комуницира? Така, постои дел што се вика хистори, па ќе прегледам што е во историјата, па ќе се доближам до тоа дете, па ќе сакам да го поттикнам на некој разговор по тоа тема. Или слушнав дека ми кажа дека таму и таму постои тоа и тоа. Тука детето ќе рече да, и ние исто така имаме и тој проблем. Значи, родителот мора да биде секогаш отворен канал, но не е негова одговорност. Цела. Благодарам за овој дел од разговорот. Ве поканувам подоцна да нас вклучите и на други прашања. И сега, зборувајќи за негативните искуства, травмите и врсничкото насилство, последиците од нив како што се чувството на тага, анксиозност, депресија и слично, доаѓаме до прирачникот за самопомош, психосоматика, емоции што разбогуваат и лекуваат на Милјана Велковска и на книга која што го доживеа и своето второ издание и стана довешен бестселер од издавачката куќа Исмамина. Милјана во едно интервју изјавивте дека оваа книга во најширока смисла на зборот е книга за стресот.
стручната јавност веќе подолго време ги анализира менталното и физичкото здравје на двојби едно од друго. Вие сето тоа го систематизиравте во исклучително полезен приречник. Може ли емоциите да не разболат и кога да побараме стручна помош? Да ве поздравам и јас, благодарам што сте овде присутни. И една мала корекција. Психосоматика не е пишувана како приречник за самопомош, туку е научно-популарна книга во која што се обидов да ги сумирам истражувањата достапни до тогаш, 2019 е издадена, за тоа како емоциите, а во поширока смисла и траумите, травматичните искуства што ги доживуваме, може да влијаат на нашето физичко, не само на нашето ментално, туку и на нашето физичко здравје. Спомнавме неколку пати, Кристина спомна, травма, травматско искуство и така натаму, да појасниме, психолошка травма е повреда. Секој различно се носи со повредите, во зависност од тоа како во раното детство стекнува механизми, а подоцна ги надградува, за тоа да се носи со психолошките удари што ги прима во живот, со непријатните искуства. Например, тоа што може, пак ќе се навразам на Кристина, таа спомна, тоа што може за некого да биде мало случување, преку кое што ќе помине, туку така, за некој друг може да остави трајни последици. Освен од склопот на личноста, исто така тоа зависи и од пасивните механизми што личноста од најмали нозе ги учи за да се справи со сите своји повреди, што ги доживува, своји емоционални повреди кои што ги доживува. Емоциите се енергија, секоја емоција има и свој телесен запис и првиот дел од книгата детално се опишани, сега нема со технички термини да навлегувам во тоа, само ќе кажам дека секоја емоција покрај тоа што ја чувствуваме психички, ја чувствуваме и на телесно ниво. Например, во страх срцето забрзано ни чука, тлакните ни се прекотуваат и така. Во возбуда може исто срцето да ни зачука, меѓутоа устните ни се развлекуваат, во срам образите ни поцрвенуваат и сите тие механизми преку кои се изразува една емоција на телесен план, ги нарекуваме соматизација. Меѓутоа, за соматизација како термини за психосоматизирање, како посериозен механизам, зборуваме кога емоции кои што се долго неосвестени или пак долго волно и свесно држани под контрола, ќе почнат да предизвикуваат промени. Во светската литература и разборувам за англиското говорно подрачје, изчитав многу книги што се однесуваат на еден или друг аспект од психосоматиката и најчесто се сведува на популарни книги кои што кажуваат, ете, ако ме болат зъбите, значи имам проблем со гнев, ако ме боли половината, тоа не оди така. Тоа се компликувани процеси кои што зависат од интензитетот на емоцијата, од капацитетот на личноста за справување со таа емоција и така натаму. Меѓутоа, едно од основните правила е дека потиснувањето води кон соматизирање. Потиснување или репресија на одредена емоција е кога емоцијата не се признава. Не се признава прво пред себе си и тоа е еден заштитен механизам, затоа што некои емоции ни се премногу болни, што дури од самите себе сакаме да ги скриеме, меѓутоа таа енергија не исчезнува, не можеме да духнеме под текот, телото памти и подоцна ја истура таа енергија по различни органи се одразува на целокупното здравје. Благодарам. Билјана Бенковска е авторка на штетна книга која што излезе пречиси пред година и пол, станува збор за умешност на рутината, каде што Билјана зборувате дека една од причините за појавата на ова чувство е непоставувањето или имањето на порозни граници, односно потешкотијата да кажеме не. Опре доктор Пери го лоцираат ова во така наречената условена послушност, поради која стануваме
поклосни угодувачи на другите. Како да поставиме цврсти стабилни граници и да не се чувствуваме огорчени, злоупотребени или со еден збор жртви. Учењето како да поставиме здрави лични граници пак почнува уште во најраното детство. Значи, иако родителите и генерално постои ставот дека малото дете не знае, не разбира, треба да му се каже, треба да му се пикне во устата да јаде, треба да се облече иако тоа кажува дека не му е толку и не сака да биде облечено. Сето тоа е кршење на личните граници. Кога детето вели не, а вие упорно инсистирате да направи нешто што вие сакате, затоа што вие сте возрастниот и сметате дека вие подобро знаете што му треба на детето и во крајна линија сте одговорен да го да се грижите за неговото здравје, уште тогаш започнува кршењето на личните граници. Од најмала возраст, детето мислам дека треба да се учи дека има право за некои нешта во рамки на своите способности и во рамки на својата возраст да кажува што му е лагодно, а што не му е лагодно, што сака, а што не сака. И убаво е децата да се прашуваат или ако веќе мора да се направи нештото, некогаш и родители сме и знаеме мора да се направи нештото, можеме да дадеме избор. Изборот пак е во наша полза, да дадеме 2 или 3 избора за детето да разбере од најмала возраст дека има право да вели не. Децата што најчесто се многу послушни како мали, се оние деца што подоцна ќе израснат во возрасни, што ги нарекуваме годувачи на другите луѓе, што ќе се грижат за потребите на другите луѓе, ќе гледаат да ги исполнуваат нивните очекувања и нивните барања, без при тоа да се грижат за своите. Процесот е тежок на возрастно поставување на здрави лични граници и почнува со тоа прво да разбере личноста дека има право да има своји здрави лични граници. Има право да каже не, ако некој се научи тоа е проблемот на другиот. Многу луѓе што немаат здрави лични граници, личните граници можат да бидат претесни или прешироки. Значи има луѓе што претесни, не знаат да кажат не, наједноставно кажано, прешироки наследникаат не и се држат подалеку од другите луѓе, зашто така се чувствуваат безбедни. И сите ние имаме лични граници, и сите ние треба да бидеме свесни на дека можеме да се идентификуваме во кој време сакаме. А дали тоа ќе ни предизвика реакција, лутина или нешто друго, тоа е проблем на другата личност. Благодарам. Би споминала цитат од една друга книга, која што е многу популарна и предавана во книжарската мрежа на литература МК. Станува збор за книгата Гласот во нашата глава од Итан Крос, кој вели дека кога практикуваме внатрешен разговор и при тоа ја губиме перспективата, тоа доведува до интензивно негативни емоции. Се активираат областите во мозокот во кои се одвива само референцијално процесирање или мислење за себе си и генерирање емотивни одговори кои што не преплавуваат со негативни емоции. Овие емоции служат само за понатамошно подгревање на нашиот негативен вербален тек и не тера да ги зумираме работите уште полошо, односно работите почнуваат да изгледаат многу полошо од што во суштина се. Питаме како да се избалансираме и да ги гледаме нештата од поширок агол и да изнајдеме конструктивни начини за справување со емотивните ситуации со кои што се соочуваме. Ова е многу широко прашање. На накусо, се што можем да кажем е дека сите ние имаме способноста, иако од деца ги учиме примарните начини на справување со своите емоции, сите ние цел живот учиме. И понатаму во животот, иако мозокот не е толку невропластичен и не се создаваат нови синапси со таа брзина со која се создаваат како деца, како кога сме деца, сите ние имаме можност секој ден, кога ги станеме, да размислиме и да се прво да се видиме
што правам јас во оваа ситуација? Зошто го правам? Како можам да направам да ми биде полагодно во оваа ситуација? Каде сум научил да се однесувам така? Дали сум видел некој, каде сум го успел? И во оваа смисла, книгите за менталното здравје се многу важни. Во прв план за тоа што информира. Како што кажав на мојата последна промоција, ниједна книга која ќе прочитате нема да го направи веднаш, ниту посреќен, ниту попаметен, ниту поздрав, ниту ниједна. Меѓутоа се што може една книга да направи за вас и вие за себе да направите прочитувајќи ја, е да се информирате. Се почнува со информацијата. Потоа продолжува со интроспекција, размислување за своите постапки, за своите чувства, за тоа како можете понатаму да се справите со нив. Има книги што нудат одговори од конкретни области. Има начини да научите гледајќи и другите како се однесуваат. И конечно постои таа опција да се обратите на професионалец од областа на менталното здравје, што ќе ви овозможи да овој процес да помине побрзо и побесно. На крајот од овој дел од разговорот со Билјана, би сакала да потенцирам нешто со кое што таа се занимава во последниве години. Јас се нарекува терапевско пишување и тоа нели ќе не одведе и до книгата Зошто јас на Мартин Јовановски. Билјана бројни истражувања ги потенцираат бенефитите од оваа практика, а едно од нив заклучува дека терапевското пишување резултира со подобрување на физичкото здравје и на психолошката добросостојба и кај клиничката и кај неклиничката популација. Од авторот на најпродаваните психолошки прирачници, односно контраинтуитивни прирачници, Марк Менсон, предпоставам дека секој го зберам слушнал за овој автор или има можност нешто да прочита. Пред се мислам за книгата е баш ме заболе. Неодамна од печат излезе дневникот базиран на оваа книга, односно на 5 клучни поглави обработени во овој прирачник, кој што на интерактивен начин ќе ви помогне да се справите со секојдневните состојби, чувства и она што нели ви измачува на долги патеки. Сега во контекст на терапевското пишување. Би сакала Билјана да ни кажете нешто подетално за техниките на терапевско пишување, дали водењето на еден ваков тип дневник исто така може да помогне во надминувањето на овој проблем. Примерот со Мартин е навистина позитивен кога станува збор за терапевското пишување, надминување на одредени покомплексни ситуации. Накој со осознанието од оваа област. Спомна Кристина и Мартин. Кристина зборуваше за терапевската бајка. Мартин има напишана книга во која што го кажува своето лично искуство и борбата. И сите тие се терапевско пишување. Иако постојат конкретни техники и насоки, како ова се изведува и сетингот во кој се изведува и подготовките кои се прават, и начините, формите и така натаму, сакам да нагласам дека секое пишување е терапевско. Во поширока уште смисла, секое изразување е терапевско. И сликањето може да биде терапевско, и танцот може да биде, посебно за оние чувства што се заглавени во телото. Различните видови вежба може да бидат терапевски, меѓутоа да се вратиме на пишувањето. Бенефитите се докажани во повеќе научни студии, почнувајќи уште од 80-тите години. И во неколку точки, еднакво се ги спомена, во неколку точки како може да помогне. Едната е ослободување, чисто ослободување од чувствата. Тоа е она што го нарекуваме експресивно пишување. Може да помогне околу травматските искуства, кога не може личноста да се соочи со своето травматско искуство и тешко е да зборува за тоа. Може да пишува за тоа. Во исклучителните случаи, кога некој не сака ни да се сети, ниту да зборува, помага кога за травматското искуство се пишува, например, во трето лице, како да му се случува на некој друг. Со тоа добива одредена дистанца, безбедна, која што може да го изрази,
а дури потоа да се осмели и да пишува во прво лице. Понекогаш се случува и така нареченото препишување на историјата или на она што ни се случило. Давање во инаков крај, кога не знам дали сте се нашли во таква ситуација, мислам дека и човечки сите сме се нашли кога сме преживеале нешто и подоцна во главата сме вртеле, требаше така да направам, требаше ова да го кажам. Ова е приказна која што може да ја завршите како вие сакате и да ја добиете разрешницата која што сакате да ја добиете. Водењето на терапевски дневник исто така е многу корисно, во смисла на саморефлексија, збор на приеста, што правам, како правам, што можам да правам понатаму. Меѓутоа најделотворно е кога се склучува под воство на терапевт и тоа е рефлективно пишување, кога на зададена тема или зададена област или зададено прашање личноста пишува и верувајте ми, пишувајќи, излегуваат од нас многу работи, мисли, за кои што не сме ни биле свесни дека се така. Благодарам, Билјана. Како што најавив, терапевското пишување не води до Мартин Јовановски, автор на бестселерот "Зошто јас", кој пред 3 години беше распродаден буквално за само 3 недели и го доживеа своето второ издание. Мартин беше гости на десетици телевизии, даваше интервјуа за многу портали, многу често имаше можност изминативе години да зборува на оваа тема. Меѓутоа, за жал, ситуацијата не е сјајна кога станува збор за менталното здравје. Тој админ една голема група на Facebook, која што брои неколку илјади членови, групата е наречена колку точно? 20.000, да. Која што се вика анксиозност, депресија и панични напади. И за жал бројот на членови претпоставувам секојдневно расте. Она што сакам да го потенцирам кога станува збор за книгата на Мартин е дека ставањето на хартија на неговите искуства и доживување е навистина лековито искуство. Моментот кога тие ќе ја заиграат пред нашите очи, ќе ја прочитаме својата приказна, е момент во кој сме си ја дозволиле радливоста, сме го скрутили егото и сме и дали светлина на внатрешната реалност. Тој момент е истовремено и моќен, бидејќи само од позиција на препознавање на својата вистина и љубов за себе, можеме да го исцелиме она што боли, а како што можеме да заклучиме од дискусијата досега, не боли само телото, туку не боли душата и дека е во ред, никогаш и да не бидеме во ред. Во овој контекст би сакала да ја споменам и токсичната позитивност. Ние тука во разговорот неколку пати споменавме колку тие негативни мисли кои што не се биорат во нашиот ум умеат проблемите да ги направат многу поголеми колку што реално се. Но другата крајност е токсичниот позитивизам за кој што Марк Менсон особено пишува во своите книги, кога сметаме дека афирмирајќи позитивистички мантри дека ќе станеме и посрекни, поубави и побогати и поуспешни и така натаму. Но да се вратиме на зошто јас. Мартин, колку ставањето на хартија на вашата лична борба со анксиозноста, депресијата и паничните напади имаше терапевски ефект за вас лично? Добро вечер и од мен. Благодарам за убавата најава, благодарам за идејала. Погоден најбажно во право време. Што се месува на зошто јас и на делот со терапевскиот процес и самото пишување, и те како, хартијата е најдобар пријател, таа никогаш нема да ви изневери, можете да кажете се. Сега делот кога ќе решите да го споделите со останатите, особено кога се работи за некоја своја интима, особено на Балканот, малце дел што така. Јас тоа беше на друг Мартин, кој што имаше големи проблеми со самодоверба и моите главни дилеми беа кој ова ти го читал, зошто ова ти го читал, зашто што тебе ти го читал ова некој, кој ви го објавил. Меѓутоа ете, после долги години, на крајот така некако се наредија коцките да се сум тука пред вас и да можам да говорам. Ја знаеш што не ти добро целата приказна, знаеш како се тоа излезе. Најверојатно и некој тип на дневник беше тоа. Мој дневник кој што реши да го споделам со другите, пак ќе речам, тешко идеше убедувањето, меѓутоа
Сега кога гледам колку помага на другите, тоа е за мене една голема лична сатисфакција и награда, затоа што реков уште кога ја објавувавме, макар еден човек да натерам Тинаку да размислува вреди целата борба, бидејќи е борба. Јас уште ги чувствувам симптомите. Зборувавме пред настанов, јавниот настап и јавниот говор е нешто што најтешко пали од лицата што се борат за анксиозност, меѓутоа се тоа е мала жртва за финалната награда за крајот, едноставно. Вечерта кога мислам дека насловот некако најмногу ги погоди сите, мислам дека највише продаде, да бидам искрен, затоа што кога го ставив, најтешко да му беше да го ставам на насловот, тоа беше се резултат на безлутина, фрустрација, немој, едноставно си лут на сите и на се и не можеш да се објасни зашто баш ти си во таа ситуација. И после првата страница си дојда, после не можем да престанам. Пак ќе речам, тешко беше моментот да се уберам да издадам или да прозборам на таа тема, меѓутоа ете. Инаку книгата гласот во нашата глава ја спомна. Сега мислам дека имам заборавено точниот податок како беше го прочитав натре. Нашите мисли кои што ни поминуваат во главата за само една минута се еквивалентно изговорени десетици илјади зборови. Нешто што ние физички не можеме да го постигнеме. Ете толку е силен умот, ете толку мисли нас ни проаѓаат низ главата, ако ние не сме на чисто, ако правилно не ги распоредиме, анксиозност и депресијата најмалку што може да ни се случат понатаму во животот. Те толку е круцијално колку е светот. Како што спомена, вашата книга стана инстант бестселер и ден денес постои се уште интерес нови генерации на читатели на кои што им го привлекува вниманието и веројатно им користи идентификувајќи се со вашата борба. И по неколку години од незиното објавување таа се уште е релевантна како и првиот ден кога беше објавена. Со оглед на тоа што зборуваме денеска за книгите во служба на менталното здравје, сметате ли дека читањето на стручни книги од областа на психологијата и невронауката е еднакво корисно како и читањето на лични или интимни исповеди на луѓето кои што веќе поминале оваа борба или кои што борбата се уште трае, меѓутоа и да наша некакви механизми тоа да го стават под контрола да можат да бидат функционални во секојдневниот живот? Да, спомна и Били Кристина. Ние на книга нема реално да ни остреди проблемот, меѓутоа доволно е да го промени, барем малце да не чекне, малце да не добро, да направи да го промениме начинот на размислување. Ова мислам дека го немам кажано до сега. Првата книга, првите напишани зборови за анксиозност, кои што ги прочитав, беше една книга која што некој ја прати на мене, сеќавам се од печатот, тоа беше на српски изданието и тука маца се помачи, но добро, се тоа беше мала пречка, мене книгата ме остави на првата страница. На првата страница беше идеално опишан, многу реално, неверојатно добро, паничен напад на каса во супермаркет. Авторот лично го опиша тоа и на психијатар човекот. Идеално беше опишано, јас само во една страница се променив. Најискрено, 100 видео, 100 мотивацијски видеа, 100 психијатри говорат во исти момент, не може да го предизвика тој ефект што тие прочитани зборови на мене делуваат. И може би тоа е оној момент кој што така кај мене направи да се прашувам што ако понатаму можам ја да го направам истото, односно што ако јас ги напишам моите искуства и некого понатаму натера да биде едноставно тука, да врти. Зошто се пронајдува, мислам дека немногу поради едноставноста, реалноста, имаше дори коментари преискрена, премногу ги опишуваш деталите, ама мора, така, пак ќе потенцирам, мораше да се понедат све, ако јас може да напишам 150 страници што им викам ти можеш, меѓутоа јас сега повише да кажам дека
тоа на судове, сите антидепресиви, се вече поземја, све е тоа окей, едноставно на крајот ја видиш големата слика и видиш што е тоа што тоа го предизвикува. Овде дека го подава микрофонот, само што ќе кажам за последните зборови на Мартин. Меѓу другото, и пишуваме, читаме, за да знаем дека не сме сами. Дека и некој друг поминува низ истото, дека е во ред да се поминува низ нештата, дека нештата поминуваат и не сме сами на таа борба. Мене некако природно сакав да се доврзам на Мартин. И неговиот одговор е повторно во насока дека стравот е храброст. Исто како што тагата е љубов, исто како што љутината е снага. Значи, некако тие присуствуваат низ нас и пак се тука затоа што ни треба. Контекстот на кој што го дајме кон нив е исто така многу важен. Еви јас да се поврзам на ова што го кажа Мартин претходно, некако сосем случајно се поврза работите. Авторот кој што го споменуваме чисто вечерно местом во своите книги потенцира дека и прифаќањето на негативното искуство е позитивно искуство во контекст на што го кажа Ветковска предмалку, дека не треба да ги потиснуваме нашите емоции или да ги игнорираме, туку и самото тоа што ќе си признаеме дека не се чувствуваме добро или дека имаме некаков проблем, колку и тоа да ни звучи како катастрофично или негативно искуство, само по себе позитивно искуство и веќе е одредена појдобна точка да преземеме акција за решавање на проблемите. Мартин, во вашата книга белете дека анксиозноста никогаш не сте доживувале како непријател, туку напротив како најверна партнерка. Ние си ја визуализирате како убава привлечна девојка, затоа што сваќате дека сите битки против неа ви се однапред изгубени, доколку ја перцепирате како непријателка. Колку таа стратегија беше делотворна во вашето искуство и дали имате некакви сознание колку оваа стратегија се обидува да примени некој друг и каков ефект имало од неа? Да, мојата најверна пријателка, баш така ја замислив, многу привлечна, грациозна, моќна и строга, многу строга. Намерно на почетокот не ја опишував така, беше една лошотија, меѓутоа понатаму некако почнав пријатно да гледам до моментот додека она официјално да се замина, тоа малце театрално намерно го опишав. Најнешто синапти се смени, стана малце по-позитивно, стана така, прифатлива, дори не требаше понатаму во животот, дека ми ја снема наеднаш. Од дењето со главоци никогаш не носи ништо добро. Борбата со себе си е најтешката, нема потешка ништо од тоа. Меѓутоа треба да се види зошто се бори со себе си. И каде и дај, и што тој носи, дали всушност носи воопшто нешто добро. Кај мене беше клучен оној момент кога ги прифатив емоциите. Секој потиснување, говорам, пак ќе речем, истина, секој потиснување не носи апсолутно ништо добро. Прифаќањето дека едноставно како што постојат добрите емоции и сакаме и ги чуваме и горди сме нив така, постојат едноставно. Има живот, има смрт, има тагби и среќа, меѓутоа и овие другиве се присутни, треба да се остават. Јас лично, не знам, имав последниот период сум многу окей. Ноември, декември беа отварно лоши месеци, депресивни месеци, се што правев тоа што всушност не правев ништо. И оставив чувствата. Научив да ги оставам чувствата така како што се. Не се тим велам, чувствувате така. Не притапчени, оставите така, едноставно не сум тажен, не сум депресивен. И таков ќе бидам, не знам колку време. Не дава 2-3, окей. Живееме во многу мрачно време. Ја често зборам за тинејџерите, особено, треба да ги разбереме, днес е многу тешко да се зборам човек. Во нивната глава се случува хаос. Бомбардирани со се и се што. Ако информациите кои што секојдневно се даваат, се фрлаат, не оставаме простор за вакви работи, за нормални разговори, за нормални емоции. Не знам, денеска 10 пати ќе им кажеме како некоја пејачка да нападна од сцена при наста. И тоа е побитно за нив од цело убаво, нормално во што е животот. Едноставно им кажеме, борете да не биде среќен, борете да паднеш. Тоа се да го чувствуваме. Лагај се едно на друго што се презентира на тоа.
социјалните мрежи се управат своето. За жал, тоа ни дојде од западот, тоа е модерно. Меѓутоа модерното прави несреќни генерации, затоа надворивам не епидемија на анксиозност, надворивам епидемија на несреќни. Зошто? Затоа што моци застанате, не знаеме што е вистински битното, нема допир, нема више помијениво допир, нема вистинско пријателство, се е губи. Идеали, совршеност, не постои совршеност. Никога не стукаме совршеност, едноставно. Горете тоа се каже и конечно тоа треба да покажа. Јас би сакала уште нешто да кажам, дека зборуваше Марко, ми остана мислата ми остана на борба со себе си. Всушност, против кого се борим? Кога не прифаќаме било кое свое чувство, а сите чувства се наши. Кога не прифаќаме да сме тажни, кога не прифаќаме да сме сплашени, кога не прифаќаме да сме луди и го игнорираме тоа чувство, се игнорираме себе си. И се бориме против тоа чувство, и се бориме против себе си. И тогаш нашето тело и нашиот дух станува бојно поле и како позитивен исход очекуваме. Кој е победникот, кој е поразениот? Ние сме бојното поле и ние сме поразени. Затоа, кога си тажен, дозволи си да бидеш тажен. Кога си луд, дозволи си да бидеш луд. Кога си исплашен, окей, исплашеност метод. И не ли борете да бидеш исплашен. Меѓутоа, кога децата растат, родителите, сакајќи да бидат здрави, среќни и весели, им кажуваат само да плачеш, немој да се лутиш, не е хубаво, не е културно да се лутиш. И така ние сите полека учиме да се игнорираме чувствата. Современата култура е сосема друга работа, во која што од рекламите сме бомбардирани со убави насмејани лица, на социјалните мрежи се. Да. Тоа не е реална слика на човекот и тоа не е реална слика на светот. Во реалноста постојат сите чувства, во реалноста и сме тажни, и сме скршени, и сме расплакани, и тоа е во ред. Јас од психолошка гледна точка сакам да се навоврзам на ова како Мартин ја перцепирал анксиозноста. Моментот дека тој ја перцепира на некаков начин го донесува човек до тоа да се разидентификува од неа. Затоа што моментот кога можам да представам како таква, тогаш сваќам дека јас имам анксиозност, ама јас не сум мојата анксиозност. И таа разидентификација ми служи да сватам дека јас сум една личност која што има некаков карактерен склоп, може би имам некоја карактерна црта, што ми созреа на овој и тој начин, ми реагира при стрес и тоа е во ред. Ако не е анксиозна карактерна црта, ќе биде депресивна, ќе биде параноидна. Да, но тоа не значи дека таа е патолошка. Таа е дел од мене како карактерна црта, исто како што и мојата упорност, истрајност се карактерни црти. И тогаш сваќам дека јас не сум мојата анксиозност. Благодарам многу, ми е мило што вака еве спонтано се наврзуваме едни на други, што оваа дискусија е инспиративна и секој од своја перспектива ни дава свој гледишта на работите. Мартин, само пусто за крај. Освен што си автор на оваа книга, споменам дека си јавни на голяма група на Facebook. Какви се реакциите од читателите на твојата книга и тоа особено зборувам нови понови генерации читатели, затоа што с искуствата со претходните си зборувал многу пати и кои се најчистите проблеми кои што ги споделуваат луѓето во оваа група? Можеме ли да генерално да кажем? Да, основните правила се нема говор номер за само подршка, љубов, разбирање, тешко е кај нас да се изведе, секојаш има некој што некако кој го размислува, ама зашто овака, зашто овака. Капче каде секој може да се каже што го мачи. Искуства од поискусните, мене не ми се допаѓа лично, што превише внимание се посветува на медикаменти, на терапиите, тоа не ми се допаѓа, апче за анксиозност не постои. Постои терапија што како може да ти помогне во процесот, и треба да се пие, да сум ја пил, меѓутоа вие може да се ослони само на апчето. Ако со еден збор треба да
кажам што е лек за анксиозност, и рече промена. Промена. Константно. Пронајди се сами од себе. Не може да се пронајдеш заробен во една иста околина, живејќи една иста рутина, живејќи во истиот ден до крајот на животот. Едноставно не можеш. Треба малце да се предизвикаш себе си, да си дозволиш да излезеш на површина и да видиш што има таму. Едноставно тоа пробувам да им го доловам, се вклучувам јас во дискусиите, таму и многу искусни луѓе од мене да се разберем. Таму има преинтелигентни луѓе кои што како имаат што да кажат. Охрабрувањето е клучно. Јас би бил најзадоволен кога таму нема да има повеќе интерес, нема да има веќе членови и ќе можеме да збаснеме таа група, меѓутоа за сега не ми изгледа така, за жал. Ви благодарам на сите. На крај да сумираме дека никогаш не е доволно да се зборува за менталното здравје. Некако имаше еден бран на вакви разговори пред и пост пандемијата и некако како се ослободивме и се вративме сите во нормала, си помисливме дека ќе снема овие проблеми како што се анксиозност, депресија, панични напади и така натаму, но за жал таа е реалноста и затоа издавачката куќа Ars Mamina продолжува да ги актуализира овие теми пред се преку пишање зборови, преку вакви настани на кои што ги реактуализирам овие проблеми. Огромна едицијата Здравје и живот има буквално сите области, популарна психологија, невронаука, курси прирачници од типот на 5-минутна терапија, прирачникот како да правите ништо, особено ова ера на нови технологии. Авторката радикално повикува на тоа малку да се тргнеме настрана од се она што ни го одвлекува вниманието и да имаме време за себе, да се преслушаме како сме и докаде сме. И голем број други книги, но секако имаме книги за кои што стана денес збор, психолошките прирачници на Кристина Стефановска, умешноста на рутината, психосоматика и зошто јас. Авторите ќе бидат уште малку присутни тука во книжарницата literatura.mk. Може да се подружите со нив, да си добиете посвета на вашиот пример од нивните книги, да се фотографирате, да поразговарате и се надевам дека ќе се видиме во уште поубави околности, нели да разговараме малку и за поветри теми, но остануваме посветени на мисијата за унапредување и грижа за менталното здравје преку пишани медиуми, но и преку вакви дискусии и разговори. Затоа што сметаме дека ова не се проблеми кои што треба да се пикаат по типик, туку треба за се отворено да се разговара, особено што ние сме средина во која што психоемоционалното или менталното здравје се стигматизира сосема непотребно. Им благодарам многу на моите гости, односно наши ваши гости, кои што денес одвојат нивното време да бидат овде со нас и да споделат и практично и теоретско искуство од оваа проблематика. И ви благодарам на вас што толку посветени со голямо внимание не следавте речиси повеќе од 1 час. Имајте убава вечер.